и секој ден, секој час. Убамара е со нас. Почитувани гости, во ова време на апсолутна власт, само за вас, Тино и Атанас. Добро вечер, почитувани граѓани. Овде што сме собрани за оваа приредба, манифестација Златната буамарата. Јас дојдов со еден мој пријател овде денеска ние да се извиниме. Да се извиниме? Да се извинам со другар ми затоа што сум влезел во Канал 5 телевизија и пред таа годината на Златна буамарата што сме збореле за владата, за премиерот, за министерот, за председателот, за се лошо што сме зборувале, да се извиниме. Така. И за Тимчо Муцунски да се извинуваш? Да ви кажам, лани и пред таа годината, во тој момент, еден мој пријател ми се јавувал, Ранко, и кажувал дека владата му ги краде парите и му го одземала возилото. И јас од срамота, сум зборел лошо против владата, премиерот, министерот, против сите, да се извинам сега овој момент. За сите години што сум зборувал против нив. И не знам што друго да кажам, се извинувам многу. Јас исто сакам да се извинам и за оваа година унапред. Се што ќе кажеме, се извинуваме, да се прости, да се заборави брзо. Затоа што во наша одбрана сите овие фори што ќе се кажат се крадени. Една не е наша. Значи кажавме се извинуваме и сега готово. Значи да почнеме со оваа приредба многу бава Златната буамарата оваа година. Далета. Апсолутна власт, апсолутна забава, апсолутно романтично. Да не се секираат овие од власта, апсолутно само за вас ќе се збори. За друг никој ништо збор нема да се каже. Само за тие што сте на владата. Ама уживајте, кратко ќе трае. Мислам, бубамара ова нивново тешко дека кратко ќе трае. И да ви кажам, само убави работи ќе се зборат. Да нема негативности и тие некои лоши работи, само убави работи, да не го нервираме премиерот. Премиерот рече само за убави работи да се зборат, да нема некои тие таму лошо било, како било, нема тоа ништо. Само за убави работи. За премиерот ќе се збори. Така е. Колку е убав? Најубав е. Јас поубав премиер немам видено. Колку е убав? И со косата гел како става убаво. Ја прави, ја знае. Дури Джокси кога ќе го види, вика, ао, колку убаво гел си става. Се наелектрилизирал. Па колку убаво му стојат наочарите. Најубав. И без наочари, ако не гледа, пак е убав. И како кажува, како зборува, ја да не бев женет, ке се залюбев одма во премиерот. Само за убави работи и за убави луѓе да се збори оваа вечер. Е така. Ке се зборува за Маријана Станојковска, за Вера Мештеровиќ, за убави луѓе, за Стојан Чангелов збор нема да се слушне. За наум нешто ќе се каже, Петрески? Ма бе, наш бе море, кој наум? Нема за наум.
Само за убави луѓе. За Ранко нешто. За Ранко може да се збори да не се гледа толку. Со кеса на главата. Да се нашалиме, бе. Па стварно премиерот многу убаво кажа, само за убави работи. Убаво зборува он. Кај го слушна онаа жена ми дома, исто ко премиерот ми се понаш. Пред некој ден ја фатив со швалерот кај нас во кревет. Што правите, мори, викам? Вика, ајбе, па ти само негативни работи, дај за убаво нешто да збориме. Па утре, вика, кога ќе станам, пак ќе ти дам жена јас. Што збориш, мори, ти, вика? Дали си нормална овде правите со швалерот те фаќат? Ми вика, ајбе, па ти негативен еден. Надвор времето, колку е убаво, гледа, воздухот во Скопје почист од воздухот во Виена е денес. Па викам, додам да подишам, таман завршите вие работа, ке се враќам. Ај ги научи премиерот сега се така за убави работи. Само убави работи да се прави. Ние направивме прошлата година, целата година направивме една песна што е многу убава. Именска песна, за име. За убав. Сите што ја знаете, што се веселиме, многу убава песна. Максим Димитриевски. Убава. Убава песна. Таква песна направивме за позитивно, за душа. Таа песна за кој сакаш може да пееш да одговара. Може за тој глумецот Валентин Костадиновски. Работи, може, ако е ведар, ако го работи, може да влезе во песната. Таа песна е таква направена за Максим, ако одлучи да коалицира со кој сака, да може да влезе. Да нема проблем за Максим. Сака да коалицира со Христијан Мицковски, работи, може. Сака со другиот да сврти маце, да се види нешто да се прави. Венко Филипче, работи песната. Убаво направена за со било кој. Може да влезе. Зоран за не може со него. Како? Сега ве видов. Мисле во огледало гледам, сите сме исто облечени. Не може со Зоки, не може. Изгледа ќе мора да го смени името. Чека да пробам со друг. Никола Димит... Не може и со Никола Димитров. Не може, чекај. Киро Глигоро. Не може! Кој нешто менал во Македонија не може да влезе во песната. Таква е, строга. Само... Ги набројавме во песната сите. Елена, Ѓоргиевска, сите што не работат, сите ги кажавме. Таква треба за цела администрација, цел ден да се пее. За убави работи, за убава, за музика, за весели теми да разговараме денеска. Еве, продолжуваме со весели убави теми. Министерот за култура и туризам Зоки Лутков скрши рака. Па што е весело тука, бе? Па не скрши премиерот. Зоки Лутков, Бе, море. министерот за култура, скрши рака, се шеташе по телевизија со гипсот, го гледавме сите. Вака седеше со гипсот, не му е страм. Пак ќе речете, не се работи. Како не се работи? Се скрши од работа, човек. Рака му пукна од работа. Давај, ќе пукне, се скрши. Знаете, Зоки Лутков како ја скрши раката? Дојде првиот ден на работа и рече, сега ќе ви кажам, вака ќе правиме. И по масата. Ама тогаш не ја скрши, ја напукна малце. Вториот ден ја искрши. Вториот ден на работа дојде Зоки Лутков кога го делеа буџетот. Кога зимаа сите пари да брцне он, Зоки Лутков, министер за култура и туризам, да брцне и како брцаат сите и само му направи некој нечем кај ти. И му ја докрши раката. И он од култура не зема. Од туризам зема малку. Од култура ништо не зема. Па немој така. Давај, па ќе пукне, коска е, живо е. Рака што дава, не се суши. Не се суши, ама ете, се искрши него. Долга е раката на ВМРО. Долга, ама скрши да не се.
Се надевам ова го весели премиерот, доволно убаво му е премиере. Се надевам убаво си поминувате. Убави весели теми, убави луѓе. Да нема негативности тие работи. Орце Ѓорцерзгиевски стана таткото на градот. Орце Ѓорцерзгиевски стана градоначалник на Скопје. А не ни од Скопје. Од Драчево е. А нешто. Тие од Драчево викаат, не ни од Драчево, од кај пругите. Ама бе, тој човек има ли дом? Избравме градоначалник на Скопје од Драчево. Ние ко да ставиме сега на Шуто Ризари градоначалник од Карпош 2. Прво мислев не оди, после вика може е управо, пошто он од страна ги гледа работите. Кога дојдел, он знае што фали, што не достига во градот. И прво нешто во кампањата, што направи, што рече, дека ќе се прави. Вика, ќе се спојува. Ке правил воз. И не ме чуди дека е растен кај пругите. Е така аплауз да има за убави работи, за убави луѓе. За убави проекти. Ке ги спојувал во кампањата, вика Драчево и Ѓорче Петров. Значи, па ништо за Скопје, па за селата. Ама ако нека ги спојува Драчево и Ѓорче, убаво. Кога да се залюби некој драчевчанец во Ѓорче Петровка? Кога нема шанси? Ако му дојде на гости со колата, со сейфсити, додека да ја врати, сат и пол до Ѓорче. Драчевчанец со кола. Знаете дека драчевчанец кога купува кола не прашува колку троши градска. Пошто реално нема ни потреба. Орце Ѓорцерзгиевски. Кампањата му беше за градоначалник, прво човек, после градоначалник. Па добро бе, Орце Ѓорцерзгиевски. Прво човек вика, па нормално прво човек, кога се кандидираш за градоначалник, потребниот минимум е човек да бидеш. Ние не мислевме за куче дека ќе гласаме. Нормално човек дека. Или за змија, не мислев за змија ќе гласам. Змија беше предходните 4 години, доста е. Што е доста, доста е. Следно мислам да гласаме за еш некој да дојде. Па да видам кој ќе го ебе ешот после. Вика во кампаната, вика прво човек, после градоначалник. Ама откако стана градоначалник, некако повеќе ми е градоначалник. Па после човек. Се прашувам, си размислувам, се преиспитувам себе си. Си поставувам се прашања. Дали ако се кандидира втор пат, ќе биде кампаната прво градоначалник, после па градоначалник. Па прво градоначалник, па нормално прво човек дека да отидам ја во ресторан да ми речат има мени. Стварно, па знаев како да нарачам. Така овој ми вика прво градоначалник, прво мени, па нормално мени дека има. Прво човек, второ оделение, трето има премиерот, четврто нема никој. Рековме кога почнавме да ни простите за сите финти што ќе ги кажеме. Да не биде утре, кај си бе? Шо правиш, добар си? Прво човек, после градоначалник. Тоа значи дека ќе ги решава проблемите на градот по тој редослед. Прво неговите лични како човек, а после ако остане и за нас нешто. А тоа значи прво човек под. А така, свири брат мој, свири. Со среќа нека. Што направите со тоа сеј сити? Што ставите камери на секој семафор? Не можам со коњот да прошетам. Ми се погоди некој кој само бенди сам. На секоја камера гледа во горе. Му ги тргнав тие од страна. И едно, две ке види камера и прави со гривата вака.
Ама джабе вие со сесити и јас со којно Агамемнон и вие со Ауди Q3 джабе 53 толку иде. Как идеш, толку е. Джаби кола и се. И ја можам Агамемнон да го спрегнам 72-3 кида, ама не кам. Тоа што му е само бендисан на секој семафор вака прави Ферари. Јас со којно ти со Ауди Q3. Q3 мали хрчки. Греота си, немаш кај да стиснеш колата, у прва брзина ќе изгорите ламелите. Сите којни да земете, како Александар Македонски, сите. Со којни ќе се шетаме. Полека ќе возиме. Одам, за којнот ми вика, имаш ли возачка? Што ќе ми е за којнот возачка? Дајте ми јавачка. Само ако може некоја позгодна, ако не е проблем. Одам, вика, имаш ли сообраќајна? Одам таму на технички, вика, колку којна е којнот? Па еден којне! Јас одам на технички преглед, таму вика колку којна е којнот. Па викам, еве, јас сум со којнот позади, брат ми Силвестер со којнот и жена му, значи 3 којна пиши. Ми вика, па 2 којна. Па 2 викам, има и жена му на Силвестер кој не стае во фацата, значи 3 којна пиши. 3 којна да биде. Дали вика ми вика на Агамемнон на којнот твој има штоп светла. Па не знам, дигни опашот, провери. Рачна вика дали дигате. Дигаме, ама летно време, зимно време, не ја дигаме, ќе се укочи. Јас се надевам дека ова го весели премиерот и убаво му е. И толку од нас затоа што народот не зажабе, рекол се што е убаво, кратко трае. Фала на пажња. Кој сака да си чуе песна нова, песна стара, ке ја најде за секунда на ова фреквенција. Ако ја бара од Нијагара до Сахара, бире радио што ти одговара.